Александар Ѓорчевски, таткото на Вања Ѓорчевска, негираше инволвираност во неизиното киднапирање и убиство. Ни солзи во судница раскажуваше за односот со децата и сопругата, зависностите од дрога што ги имал во младост. Долгови рече дека немал, иако 9 месеци пред киднапирањето на Вања, дал отказ од последното работно место. Тврдеше дека обвинетите не ги познавал воопшто. За Љупчо Палевски слушнал кога се зборувало околу објектот Тифани. Немам апсолутно никаква инволвираност со овие луѓе од чии искази забележав дека не чувствуваат ниту вина, ниту покаяние. Забележав дека демонстрираат гнев и разочарување од така наречениот цар. Одново и одново на секое рочиште слушав што му правеле на моето дете. Кој да ја грабне, кој да ја врзе по гепеци во вреки и вршеле психичка тортура, се обидувале да ги замачкаат трагите. Дека ја нема Вања на 27 ноември 2023 разбрал од неговата сопруга Зорица. Ја пребарувале околината и местото каде последен пат нејзиниот мобилен давал сигнал, а потоа пријавиле во полиција. Низ глава, како што речеме, упоминувале повеќе сценарија, дека ја удрил автомобил па ја однесена во болница или дека дилери ја грабнале. Тргнал кон граничниот премин Блаце, но се вратил назад. Потврди дека испратил порака во Вибер група на родителите, но и дека ја избришал од и сметал дека полицијата се сомнева во него. Заедно со Гоце Трајковски раскажа како во тие денови дошле до снимките, на кои се гледа Цитроенот кој им оставил сомнеш, а потоа и сознанијата дека му припаѓа на Велешанец, нешто што се обидел да и го укаже на полицијата. Кога бил повикан пак во полиција, разбрал дека неколку мина биле уапсени. Ми се вртеа безброј сценарија дека некој ја удрил со кола и ја однел во болница. Друго беше дека наркомани или дилери ја собрале во кола. Првен со автомобилот сакав да одам кон Блаце. Имаше гужва, па затоа тргнав кон Ѓорче. Потоа во полиција ми викаа дека не си го познавам детето кога ми покажуваа фотографии, а Вања не беше на нив. Едниот началник ме носеше до средно водно. Потоа истиот овде во судница тврдеше дека не сум бил заинтересиран и чудно сум се однесувал. Поред неговиот адвокат, обвинителството нема докази против Александар. Не очекувам дека јавниот обвинител, односно застапникот на обвинението, туку така едноставно ќе се предаде. Јасно му е на јавното обвинителство дека аргументи и докази против Александар нема. Реален доказ против Александар не е изведен, така да оставам на совеста на јавното обвинителство понатаму како ќе одлучи, а секако конечната одлука ќе има судот. Следното рочиште е закажано за во петок, кога се очекува Александар Ѓорчевски да одговара на вкрстените прашања на обвинителството.